Не е шија, туку е врат. Веројатно нити ќе се разбереме уште 10 пати да беше така како што вие кажувате, зошто не га одговори заменикот министар. Амандманот е ваков и ваков, ама има потреба да се направи тоа и тоа доколку се согласуваат пратениците да биде заеднички од комисијата и ја тоа. Ќе го прифатам. Ама не можам да го прифатам вие сега да ни мудрувате тука, да ни кажувате било вака, било така. Ние имаме, значи, поднесено, не викам ја дека е тој мој амандман. Значи, тоа е само амандман кој што всушност представува подсетување на мнозинството на ветување предизборно кое што наназад 4-5 години не го изреализирале. Што значи тоа? Дека лажеле. Па така е. И вие не ми кажувате исплатени овие работи, исплатени тие работи. Па по закон се должни да ги исплатјат. Затоа се формираат и буџетите и се предвидуваат средства и се полни буџетот на Агенцијата за финансиска поддршка. Затоа се изработува програмата за финансиска поддршка, затоа се изработува уредбата за поблиски критериуми кому и колку да му се исплати. Ама има и календар на исплата. А тој календар на исплата па не се почитува страна на владата. И затоа се тие 70 милиони евра долг кон земјоделците. И вие викате ќе се исплатат. И ја викам дека ќе се исплатат, ама кога? Тие веќе од 2017 година се неисплатени. Тоа се веќе 3 години, 4-та година фаќа. Кој е крив? Опозицијата? Љупчо? Останатите? Не. Власта си е крива. Другиот Љупчо. Па Трајан, еве сега, ходжа. Жал ми е, меѓутоа он има наследено и он ќе треба да се бори со тие работи. Си го има директорот во Агенцијата за финансиска поддршка, има да се координираат, има да го почитуваат календарот на исплата на субвенциите, имаат министар, имаат заменик министар за финансии, со нив ќе се координираат да се најде решение да се исплатат тие пари. И тоа има еден проблем, а тој проблем е ковид криза, кај што имате се нешто ветено. А друг проблем е самиот буџет, како што е концепиран. Од кај ќе најдете пари? Нема пари. Имате предвидено да се продава земјоделското земјиште. Ништо нема да продадете. Какво евро? Убаво тоа. 200.000 хектари по 1 евро, 2 милиарди евра ќе се заработи од продажба на државно земјоделско земјиште. Не е на татко му тоа да го продава. Тоа е државно, народно. И не може да се продаде за 1 евро. И не може секому да му се продаде. У Словенија 29 километри од гранична линија е забрана да се продава државно земјоделско земјиште било кому, а не на странец. Што правиме со Пелагонија? Кој ќе ја купи Пелагонија? Кому? По која цена? По 1 евро? 12 центи е продажната цена. Реална. Е тоа да ви кажам. И тоа ќе се сведи значи на 10 пати помалку. Да не се играме играчки. Затоа, колега Панчо Минов, знам дека го поддржуваш амандманот, дека го разбираш единствено. Значи, ние немаме разлика у концептот и у гледањето. Поддржи, брате. А после тоа ќе правиме закони, ако си толку сакаш закон да се прави. Затоа што е добро, знаеш дека е добро.